Левкада е еден од најубавите грчки острови и се наоѓа во срцето на Јонското море. Одвоен е од копното со проток широк околу 2 километри, споен со мост и лесно е пристапен со автомобил. Градот Левкас, главниот град на самиот влез на островот, ве пречекува со своите шармантни улици, ресторани и со многобројните бели едра на прекрасните едрилици. Во зависност од тоа по која страна на островот патувате, ги гледате неговите две лица. Едната страна е свртена кон копното, мирна, спокојна, а другата е застрашувачки убавата страна која гледа кон отворено море и на која во потек од 30 на километри се наредени неверојатни плажи. Ние бевме сместени во мирниот источен предел во близина на малото градче Никијана на плажата Епископос. Објектот Граматула е близу до плажа, со цветна градина, љубезни домаќини, подготовка на скара, рецептје за летно уживање. Плажата е камена со многу бистра и чиста вода. Еден дел е туристички уреден со лежалки, но постои природно зеленило, старолетни дрвја кои даваат длабока сенка на плажа. Мирно е и спокојно во септември. Прекрасен е погледот кон копното со сивата измаглица, низ која се прозира мистичен приказ. Пливање, кајакарење, колирање под сенка. Тоа беше нашиот избор на активности. Плажата Епископос е крајбрежје исполнето со камчиња, кое се одликува со кристални длабоко сини води и карпесто морско дно. Плажата е достапна без тешкоти со кое било возило, сместена е во близина на пат. Тоа е добро организиран брег кој нуди лежалки, чадори за сонце, а исто така има и бар на плажа, совршен за освежителен пијалок, коктел, ладно пиво, кафе или ужина. Епископос често го посетуваат љубителите на кајак, а ние, како такви, ги убедивме нашите пријатели да свртиме заедно по некое кругче. Формиравме женски-машки тимови и вежбавме нирвана. Поинаку се прима убавината на морето, на брегот, кога лизгаш по мирната сина морска површина, кога низ бистрото синило го гледаш она што се случува под морското ниво. Затоа, колку и да сте тврдо стациониран турист кој сака лежење на плажа и сончање, не пропуштајте малку активен одмор. Пробајте нешто ново, играјте си. Па и да не сте врвен спортист, па и да не ви успее од прва, вашата љубопитност ќе ви донесе неизмерна радост. А кога ќе се здобиете со искуство, може да се направат и подолги тури, да се побараат непристапни места од копно и да се втурнете малку во дивината. Секако, секогаш треба да се внимава на временските услови, на ветерот и на брановите. Дружењето со нашите пријатели беше обогатено со авантурите на Оскар, малото своеглаво кученце кое се потруди дури и да научи да кајакари. Вистински одмор.
Еден ден потрошивме во кајакарење од Епископос до Порто Галини. Нема долги песочни плажи, туку мали, камени и шармантни заливчиња со чиста и мирна вода кои се совршени за пливање, кајакарење, сурфинг и релаксирање далеко од гушви. Кајакарењето, нашата страст, е полесно и попријатно покрај источниот брег. Прекрасно и интимно искуство е да се плови покрај малите живописни плажи, покрај зелената вегетација што се огледува во морето. Имате избор. Можете да се закотвите на осамена плажичка или да најдете некој модерен и современ комплекс кој нуди повеќе содржини, како што е Порто Галини. Тоа е комплекс хотели што се простира по должината на прекрасна зацкриена плажа, каде што посетителите можат да уживаат во смарагдно зелените води на Јонското море. Одделните згради и апартмани од комплексот се меѓусебно поврзани со патеки исполнети со цвеќиња и растенија, кои водат до плажата. Уредениот дел од плажата нуди максимална удобност, врвни услуги и можности за одмор на гостите. Микијана е спокојно рибарско селце кое е станало пријатна туристичка дестинација. Идеално е за семејства, парови и сите оние кои сакаат тишина и природа. Има убава мала марина, таверни со свежа риба и неколку барови покрај море. Најголем град на источната страна на Левкада е Нидри. Вечерната прошетка и пријатната атмосфера таму не треба да се пропуштат. Ова е најдинамичниот туристички центар на источниот брег. Познат е по таверните, ноќниот живот и бродските екскурзии. Можете да се качите на некој од туристичките бродови и да крстарите околу Левкада и околните острови, Кефалонија, Итака или островите од мини архипелагот Скорпиди. Ние го сторивме тоа. Во прекрасен сончев ден ја впивавме убавината на овој чудесен архипелаг на спротивностите, на шуми и карпи, на спокојство и бури. Многу видни и богати луѓе го препознале овој харизматичен предел и си изградиле куќи тука, како што е стаклената резиденција на Армани. И наеднаш, о каков печаток, јас догледавме најсината боја на морето. Приближувајќи се до долгата песочна плажа Егремни, го почувствувавме сето она што е карактеристика на западната страна на островот, тиркизно море, широки и пространи песочни и камени плажи, исклесани под стрмните бели гребени, незаборавни гледки кон морето и прекрасна дивина со која природата го обдарила овој остров. Тоа ги полни очите и го гали срцето на секој намерник. Организираната тура ни овозможи да испробаме скокање во морето од бродот и ние тоа не го пропуштивме. Кој на глава, кој на нозе, кој повеќе пати, според умешноста. Тоа навистина беше предизвик. Лизгавите скали, нишањето на бродот поради големите бранови малку ни беше проблем, но повторно љубопитноста победи. А кога ќе се нурнеш во азурната вода и кога ќе те потватат брановите,
Ке те занишаат горе-долу како да си играат со тебе и како да те предизвикуваат да го достигнеш бродот. Поминавме и покрај помалата, но поинтимна плажа Порто Кацики, обиколена со исто така прекрасни и спектакуларни високи карпи. Стапнавме и на Кефалонија, на најголемиот остров во овој архипелаг. Направивме пауза во малото и интимно место Фискардо, прошетавме низ малите улички покрај таверните, обвиткани со прекрасни цветни фасади. Се зборичкавме во синото море на Итака, на една мала песочна плажа, каде што можеби Пенелопа го чекала својот Одисеј. И повторно, сината вода и брановите не опфатија. Го искористивме секој момент таму, за да го почувствуваме динамичното море. Ја посетивме пештерата Папа Николис на долгиот остров Меганиси, каде се криела една подморница во Втората светска војна. Се закотвивме на една мала плажа на Скорпиус, каде Оназис, Джејки, нивните пријатели и семејства пливале и се забавувале. И толку за еден ден. На крајниот југ на Левкада ќе ве пречека малото убаво градче Василики, познато по едриличарење. Местото е светска мека за едриличари заради многуте ветровити денови. Плажата е долга, со ситен камен и постепено се вдлабнува. Насекаде се гледаат голем број едрилици. Можете да изнајмите опрема или да користите своја. Можете да земете часови по едрење или да одите на организирани патувања со едрење. Но не треба да се пропуштат прошетките по ова идилично место и уживањето во локалната кујна. Па така, посетата на малите таверни покрај морето е вистинско гастрономско искуство. Мали калдрмисани улички, полни со продавници за сувенири, се влеваат во шеталиштето со голем број таверни и кафулиња во сенка на платани и еукалиптуси. И секако, за комплетно уживање, немојте да си отидете од овој остров пред да ги видите изгреј сонцето и заиди сонцето. На источниот брег треба да станете порано наутро и да го дочекате сонцето. Дозволете си го ова пријатно искуство, додека сонцето се крева од зад планините и ве поздравува низ сината измаглица. Заедно со ретките посетители на плажата, уживајте во мирот што го нуди морето, пред да долета господинот ветар и да го разбранува денот. Со
сосема друга приказна пак е за иди сонцето. За да го видиме, отидовме на плажата Катизма. Таму не дочекаа дивото море, пенливите бранови, белиот песок и храбрите параглајдери. Кога е вака брановидно, морето предупредува дека е опасно, дека тоа ги створило и карпите и песокот. Па доволно е само да се прошета по широката бела плажа и да се игра по ритамот на брановите. И наеднаш се менува, сенките се издолжуваат и се станува црвено. Црвено-жолтата светлост на сонцето што заоѓа почнува да го поздравува денот пред да се нурне во длабочините на веќе темното море. Седиме така и го поздравуваме црвеното сонце, чекајќи го неговото нуркање во далечината, обиколени со црвено-виолетови нијанси на денот што заминува. Άκουσες τη φωνή μου, άκουσες τη φωνή μου. Έλα, έλα πίσω εδώ, στη γη που σε γέννησε. Έλα, έλα πίσω εδώ, η ψυχή. Ден по ден дојде време да се поздравиме со Левкада, островот на разликите. Со овој бел остров, што се држи грчевито и не сака лесно да се откине од копното преку својата плитка северна лагуна, со овој бел остров што силно се брани од морето со својот прекрасен бел западен брег, со овој бел остров зазеленет и смирен од неговата источна страна и со овој бел остров ветровит и каменест на неговиот југ. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω. Έλα, έλα πίσω εδώ, στη μήνω είστε γέννησε. Έλα, έλα πίσω εδώ, η ψυχή σου ζητάει. Στα παλιά μονοπάτια κάτι με καλεί.